Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, издание кое што денеска ќе го посветиме на настан кој што започнува денеска, но ние ќе си го посветиме од еден сосема друг аспект кој што, верувајте, ќе ве потсети на една многу убава емисија што ја правевме минатата година, ми се чини овој период некаде, и верувајте дека треба да останете пред малите екрани и да не следите. Но зашто станува збор, ќе ви кажам веднаш по сервисните информации. Така, денеска е понеделник, 8 април 2013 година, вторник се извинувам, така, фино. Тоа вие кога правите нови начини за вадење информации, на крајот си се буните самите од себе си. Така, денеска е вторник, 99-тиот ден во 2013 година. До крајот на годината остануваат уште 266 дена. Денот трае 13 часа и 1 минута. Во Скопје сонцето изгреа во 6 часот и 5 минути, а ќе зајде во 19 часот и 6 минути. Месечината пак изгрева во 5 часот и 16 минути и заоѓа во 18 часот и 24 минута. Добро е, некако ја прочитавме. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, со слаб до умерен интензитет, особено во источните делови каде е можна и ретка појава на грмежи. Во југозападните делови ќе има подолги сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7, а дневната од 9 до 16 степени. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со услови за слаб дожд. Утринската температура ќе се спушти до 5, а дневната ќе се искачи до 15 степен. Според најновите информации добиени во Автомотосојузот од јавното предпријатие Македонија Пат, сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива по наместа влажни коловози. Патниот правец П103 Неготино Радовиш, односно Неготино Штип преку Лакавица, поради оштетување на мостот број 9, преку реката Вардар, целосно е затворен за сите видови на сообраќај како и за пешаци. Поради тоа сообраќајот е пренасочен преку патниот правец Неготино Криволак Пепелиште и тоа само за лесни возила. Според известување добиено од инженеринг компанија за потребите за изработка на проектна документација за реконструкција и рехабилитација на патниот правец А3 П1 312 делница Велес Кадрифаково, како експресен пат, се извршуваат активности на патот кои се поделени во две фази. Првата фаза започна на 27 март, при што се изврши геодетско снимање и се поставија две табли за известување за работа на патот, од кои едната е кај клучката кај Велес, а другата на клучката кај Кадрифаково. На патниот правец Гостивар Крак Маврово кај село Церово пак се врши реконструкција на мостот и сообраќајот. Се одвива регулирано со семафори за наизменично пропуштање на возилата и по една коловозна лента. На патниот правец Демиркапија Удово кај тунелите на Демиркапија се изведуваат градежни работи на патот. Затоа има поставено светлосна сообраќајна сигнализација или семафори кои го регулираат сообраќајот. Можни се повремени кратки застои во одвивањето на сообраќајот на тој дел од патот. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Демиркапија Удово, Кочани Делчево и Берово Виница, каде е можна почеста појава на одрани. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини пак нема подолготрајни задржувања за влез и за излез од државата. Автомотосојузот на Македонија за сите негови информации за службата за помош на пат јавете се на 0215 555. Така, тоа се сервисните информации кои што утринава ни ги има снабдено од новинските агенции. И во продолжение одиме со времепловот на колешката Галена Николовска да видиме во историјата кои личности и кои настани денешниот датум го имаат одбележено. Во 1821 година е роден Шарл Бодлер, еден од најголемите француски писатели на 19-тиот век. Се занимаваше со литература и уметничка критика, а неговата поезија е одраз на очајот и на корупцијата на современата цивилизација. Ги надмина естетските форми на своето време со внесувањето на оригинални бои и екзотика во поезијата. Ги задржа елементите на романтизмот и го наговести символизмот. Најпознато негово дело е Цвеќиња на злото. Бодлер почина на 31 август 1867.
Во 1873 година во Велес од Солун пристигна првиот воз, а работничкиот совет на македонските железници на 8 април 1944 година усвои одлука со која денешниот ден го прогласи за Ден на македонските железничари. Во 1997 година во Скопје почина Стево Теодосиевски. Теодосиевски во почетокот на 50-тите години работел како корепетитор на програмата на Радио Скопје. Во 1954 ја запознава кралицата на ромската музика Есма Реджепова, која подоцна ќе му стане животна сопатничка. Овој брат Чампар е познат по музикалноста, но и по 47-те деца кои биле израснати и воспитани во традиционален дух, достојно да ги наследат своите родители. Ансамблот Теодосиевски има одржано повеќе од 20.000 концерти, од кои повеќе од 2.000 хуманитарни. Во 2005 година англискиот престолонаследник принцот Чарлс и Камила Паркер Боулс се венчаа во Виндзор. Оваа венчавка беше прва во историјата на монархијата на Обединетото кралство, спроведена според граѓанската процедура во локалната општина. Ова е втор брак на принцот Чарлс по разводот со принцезата Диана во август 1996 година. Така, тоа беше времепловот на колешката Галена Николовска и видовме и настани и личности кои што и од Македонија и од светот што ја одбележале историјата. Но тоа што ја одбележа 24 за животот како емисија своевремено, кога јас бев се уште првите месеци во емисијата и кога се уште кубуревме со теми, не знаевме за гости да викаме, тогаш ни се понуди еден господин, професор по македонски јазик и ни се понуди да ни гостува во емисијата и да зборуваме за неговата книга. На почетокот морам да кажам дека бев малку скептичен, не бев скептичен во однос на тоа како 60 минути ќе исполниме ние со една книга, бидејќи за тоа не се сомневам за 60 минути исполнување за која било тема, но за една книга која што е збирка на афоризми. И искрено да ви кажам, од тогаш наваму, никогаш не сум скептичен, ама буквално за ништо, за што и да станува збор, затоа што секогаш кога ќе ми се појави мал скептицизам, секогаш се подсетувам на таа емисија и велам дека дефинитивно од буквално кога станува збор за убав збор, за убава мудрост, за добар афоризам, вие може да направите не едночасовна, туку 10-часовна емисија. Јас не знам дали се сеќавате на насловот Вдахновенија, значи книга наслов кој што остави силен печат на оваа емисија, бидејќи беше една од 15 најдобри емисии што ги одбравме во текот на летото и ги реемитувавме токму за вас од сите тие кои што ги направивме со колешката Галена предходно. И морам да кажам дека мене исто ми е многу особено драга оваа книга, со оглед на тоа дека и колешката Галена има своја рецензија во книгата по однос на овој наслов, но за тоа потоа. По однос на темата, ете долу веќе може темата да се испише, значи Ковчеже на тајните, ново издание на Вдахновенија. Ви го представувам нашиот гостин Атанас Конески, кој што повтор пат заслужено ни гостува во студиото со повод, тоа е третото дополнето издание на Вдахновенија. Професоре Конески, добре дојдовте. Добре најдов и ова што го кажавте на почетокот, господине Огре, навистина е инспиративно и добро што го одбравте како внимание не заради книгата, не заради себе, туку заради гледачите. Јас се сеќавам тогаш, точно пред една година, поголем наплив, поголем број најавувања, вие рековте дека не сте имали. Да, и навистина, тоа имаше таков одзив во продажбата на книгата во книжарницата на култура, што и самите вработени во култура беа изненадени од тој одзив што го предизвика вашата емисија тогаш пред една година. И за нецела година целиот тираж од книгата се распродаде. Јас навистина искрено ви благодарам за тоа вам и особено на поттикот што го направивте кај вашите гледачи. Благодарноста е, господине Конески, дефинитивно во вас треба да се бара, затоа што вие, како што и минатата емисија, точно се сеќавам дека така и ве најавив, дека вие сте нашиот модерен Марко Цепенков и дека собирањето на денешната мисла, на денешниот афоризам, на денешната умотворба на македонецот, дефинитивно требаше да се појави некој кој што тоа ќе го направи. Така е, впрочем, тоа го потврдуваат и бројните оценки што се искажани за книгава, а меѓу нив и оценката што ја има за второто издание искажано вашата колешка Галена, кај што вели покрај другото една реченица што ми остави силен впечаток, тоа е дека оваа книга представува
азбука на мудрости. Јас на вистина искрено и благодарам што со една реченица ја оцени вака оваа книга. Да, го прочитав и јас тоа имене, тоа ми остана в глава дефинитивно. Значи исто сме бележеле во книгата, верувам, по однос на мислите. А ние од култура имаме изјава земено по однос на тоа како и модела продажбата, но она што сакам да ве прашам, колку луѓето што ја купиле книгата, бидејќи сигурно сте биле во контакт со многумина и после емисијата, знам и се слушавме ние, имаше доста одличен одзив, колку луѓето што ја купувале книгата, потоа сте имале можност вие да разговарате со нив и што тие ви кажувале? Огне, не само што усно кажувале, многумина, вие забележувате назад, меѓу ретките книги ова, кај што има посебно поглавје, рекоа и не одрекоа за книгата. Покрај усните кажувања, многу број луѓе од различни професии, од различни возрасти, од различни средини се искажуваат во пишана форма за книгата, покрај тоа што книгата беше презентирана скоро во сите електронски печатени медиуми и со лични непосредни јавувања во пишана форма. Меѓутоа, особен белег, траен белег оставија за оваа книга оценките што ги искажа почитуваните професори Венко Андоновски, Драги Михајловски, професорот Владимир Костов. Се разбира, то се трајни белези што ја вреднуваат оваа книга. Особено и значајни, токму така. И особено за ова издание сакам да го истакнам и предговорот што го напиша професорот Цане Мојановски, кој кореспондира од еден друг аспект, не само од литературен, туку од социолошки аспект, што е негов фах, негова определба. Јас нему искрено му благодарам. Пред да започнеме ние со отворањето на кориците и да погледнеме што мудрост се крие во самата книга, ќе одиме со изјавата од култура, да видиме што разговараше колешката Галена таму и да видиме како им течеше севкупно продажбата во изминатите месеци и ќе се вратиме назад во студиото и ќе си почнеме со книгата. Вака тука сме да зборуваме, значи, околу тоа како одеше продажбата на книгата Вдахновенија од професорот Атанас Конески. Зборуваме конкретно за второто издание. За второто издание, да, зачудувачко е за... Не велам дека македонските автори не се барани и не се купувани и читани од страна на читателите, но зачудувачки е фактот дека за рок од 6 месеци едно издание да отиде, мислам, во онака буквално доаѓа по 20-30 души и ја бара Вдахновенија од господинот Конески. Самата книга, мислам, нормално си побуди интерес, бидејќи во нејзе, мислам, тоа е нашата азбука и по една повеќе мисли од господинот Конески, значи за човекот, за животот. Самиот он ќе каже, мислам, веројатно сте го слушнале во неговите гостувања, тој вели, вика, оваа книга е живот. И кога ќе ми ја презентирате така на луѓето, нормално дека ќе доаѓаат и ќе ја бараат. Така, околу старосната граница, најмногу која категорија на луѓе, можеби помладите, можеби повозрастните покажаа поголем интерес за ова ковчеже на мудрости? За ова ковчеже на мудрости буквално немаше старосна граница. Сега нормално дека малите деца кои што допрва се среќаваат со говорот, односно со азбуката, дека не ја побарува, иако и за нив имаше. Морам да признам дека ако постарите им читаат и тие ќе си најдат делче таму, значи буквално немаше старосна граница, ја бара од најмалата популација, тинејџери кои што нормално сакаат. Тоа се изреки, значи мудри, самата кажавте ковчеже на мудрости, младите, знаете, сакаат такви реченици кои што после во животот малце ќе ги користат, па ќе се пронаоѓаат во тоа, а да не збориме за постарата популација, бидејќи господинот Конески го слушале во телевизиите и на промоции на неговите книги. Мислам, самиот тој е ковчеже на мудрости, значи неисцрпно ковчеже на мудрости, бидејќи неговиот говор е македонски. Така и лично вие го познавате професорот Конески. Да. Каков е вашиот впечаток? Верувам дека и вие имате пролистано, прочитано целата, нели? Па, значи, кога дојде господинот Конески да не ја понуди второто издание, бидејќи тоа не беше во наше издание, веднаш, значи, целокупната редакција на култура од собственикот до директорката, па еве и мене, која сум и технички уредник, веднаш му понудивме третото издание да биде во
издание на култура. Мислам, он се согласи на наше задоволство, нели нормално. Има ли некој што од неговите тие мудрости што вамете ви оставила впечаток? Не можам да мислам, секој него е мудрост. Секој збор, ако го анализирате, има зошто е на тоа место, зошто е во тоа време упатен кон вас и дури понекогаш човекот и кога нормално зборува, кога нели нема некоја порака измеѓу редови, јас навикната од него дека тој секогаш такви пораки праќа, дури барав во мислам во сврзникот, барав и викам што сакате да кажете господин Коневски, тој вика ништо тоа. Така да има една изрека, ја нема во книгата, мислам на жал, но јас го памтам него, тој вика секоја информација е добре дојдена. Значи, собирај ги информациите, тоа се вика како мозаик, вика, и после ќе ти се створи целосната слика. Одлично. Одлично кажано, одлично срочено од страна на култура. Се извинувам. Сега веќе е време да си почнеме и тоа ковчеже на мудрост или ковчеже на тајните, јас што го нареков, бидејќи мудроста во последно време во 21. век некако станува се потаинствена и се прикрива. Не знам дали ќе се согласи професорот Коневски со мене, но во оваа ера на технологија и ера на дигитализација некако мудроста ни затајува од мозокот, туку повеќе ја бараме од компјутерите. Огне, потполно сте во право. Јас сега слушам оваа информација од госпица Горде Војнеска и веднаш сакам да истакнам. Многу кусо, многу ефектно го кажа тоа за одразот на книгата во нивната книжарница, но јас сакам да истакнам дека автор на оваа прекрасна корица е токму Гордана Војнеска и јас посебно нези благодарам и на целиот тим на култура што го прифати предизвикот тие да бидат издавачи на третото издание, начело со сопственичката господја Костовска. Целиот тим покажа разбирање и задоволство тоа да биде нивно издание. Третото издание да биде нивно издание. Јас особено им благодарам на целиот тим начело со господја Костовска. Интересно и коинцидентно е, иако не беше планирано така кога се договаравме за емисијата, што денеска почнува саемот на книгата и денеска практично до недела се слави книгата. Тоа се денови кога книгата го има приматот и кога книгата треба да биде главна. И случајно или не, ние денеска ја славиме вашата книга во емисијата и така практично го одбележуваме и почетокот на саемот, ќе речеме. Професоре Коневски, трето дополнето издание, кое што е посветено, како и секоја книга која што ја имате направено, која што е посветена, и е посветена на една, јас ќе речам според оваа фотографија, на едно младо јапонче. Ќе можат да видат еве на камера еден. Така, не мора многу да зумираме во секој случај. Така, ете. Тоа е вашата внука? Да, тоа јапонче е мојата внука Ива, која е сега прво одделение во училиштето Љубен Лапе, кај двете наставнички Милка и Билјана, и таа е носител на оваа книга, заради тоа што навистина, уште од мали нозе, таа најголемиот интерес го пројавува кон љубовта кон книгата и вели, мојата библиотека ќе биде уште поголема од твојата библиотека, дедо. Се надевам дека така ќе биде и дека ќе не надмине сите во секој поглед. На почетокот на книгата, значи каде што е практично и посветата, велите на Ива љубов наша најмила, таа носи радост, смеја и сила. И веднаш долу, она што го споменавте на почетокот, велите неизмерна благодарност на почитуваните професори Владимир Костов, Венко Андоновски и Драги Михајловски за филигрански искажаните оценки што им даваат исклучително вдахновување на вдахновенијава. Во предговорот кој што го има напишано професорот доктор Цане Мојановски за еден вдахновен ум, се вели вдахновение велате синоним за мудрост, за надареност. Вдахновението се изразува едноставно, со реченица, со мисла која го скокот кај јазикот, го буди окото, го бистри умот, со него се отвора душата, се шири мислата, се продлбочува знаењето. Вдахновенијата на Атанас Коневски се искрина мудроста собрани на едно место. И како што вели Марк Твен, се што имаме туѓо, ама сепак е мое. Така и бисерите на ковчежето на вдахновенијата зрачат со силата на пораката, со зрнцата вистина.
со желбата да се каже многу, а да се употребат малку зборови. И уште една одломка од самиот предговор. Таа професионална енергија може да ја најдете во вдахновенијата. Тие не само што се мудри и креативни, туку се и опојни. Постојано те мамат и бараат да го отвориш ковчежето и да го залееш духот со некоја мудра мисла. Затоа кој ќе ја прочита оваа книга, постојано ќе се навраќа пак да ја прочита. Кој ќе ја засака, таа ќе му постане дел од современите орудија со кои се служи. Отворете го и прочитајте го ковчежето. Нема да се покаете, ќе се вдахновите. Цане Мојановски во предговорот за третото дополнето издание на Вдахновенија, со нов имидж, нова големина, ново се, и верувам дека веќе, професоре, следното четврто издание ќе биде уште поголемо и уште пошироко и ќе имате собрано уште повеќе мисли. Пред да започнеме да читаме делови од самата книга, кажете ми што е она што е ново во Вдахновенија? Ново е, Огне, тоа што оваа книга во предговорот ја разработува, ја гледа професорот Цане Мојановски од еден друг аспект, од социолошки аспект. Добро. На почетокот убаво спомнавте дека професорите што ги споменавте ја разгледуваат, ја оценуваат книгата и тоа издаде траен белег од литературен аспект. Меѓутоа, професорот Цане Мојановски тоа го прави во социолошки аспект. Токму оваа книга е наменета, како што рече и Гордана, и од прилогот на вашата колешка Галена, за сите возрасти, за сите времиња и за сите ситуации. Тоа го кажале читателите, тоа го кажале оценките што се искажани во пишана форма и тоа го кажале сите што се обратиле на некој начин при купувањето на оваа книга. Новината уште е тоа што оваа книга е збогатена со уште нови 100 мудри мисли од сите видови, без да посебно истакнуваме некој вид. И новината е во тоа што секогаш како да предвидуваш ти, Огне, дека четвртото издание, токму што веќе започна со работа, што се вели од вчера, е посветено на сите гледачи, сите читатели, сите слушатели од социолошки аспект, за сите возрасти. Какво ќе биде тоа, верувам дека пак ќе имате таа чест вие први да го презентирате, затоа што минатата година тоа го направите први, оваа година на преубав ден, на почетокот на сајмот го направивте први. Верувам дека ако ништо повеќе за исто време ќе го направите тоа и за четвртото издание. Да сме Вашите живи... зборови се патоказ кон натамошниот ангажман. Да сме живи и здрави до тогаш. Се надевам јас искрено дека во ова студио, можеби во некоја уште поголема просторија и со некоја нова сценографија, тогаш ќе имаме можност повторно да разговараме, бидејќи како што ви растат вам читателите, така ни растат нам гледачите, така вие се подобрувате, така и ние се обидуваме да се подобриме како емисија, но не ги забораваме старите добри пријатели како вас. Така велат и мноштвото поговорки внатре. Стариот пријател е како добар совет, како добра книга, како добар наставник. Впрочем, тоа го потврдуваат и вашиве емисии и вашиот одзив. Особено насловот на оваа емисија кој ме воодушевува. За животот. Не велите од животот, по животот и така натаму. Туку за животот. Затоа што сите теми што ги одбирате говорат токму за животот. Оваа книга е за животот. Затоа, впрочем, и доби таков публицитет и таков одзив кај читателите. Затоа си се наоѓаме веројатно. Ние сме како емисија за животот, вие сте како писател за животот. И тука сме. Поручам една од речениците таму вели дека интуицијата е појака од интелигенцијата. Има нешто што не влече. Така е. Во делот кој што може да се истакнат, значи одредени афоризми кои што ги има во... Само ќе прочитам уште нешто од предговорот, нешто што пропуштив на Цане Мојановски. Вели вака: во ковчежето се редат ред алтани, ред свила, ред златници, ред кадифе, ред бисери. Во него се спакувани тајните, тие, на духот. Духот на предходните генерации го јакне духот на сегашните. Кога ќе се отвори ковчежето, од него се шири силата на духот, се шири мудроста. Го обзема духот на Марко Цепенков, на Кочо Рацин и Блаже Конески. Се навраќа на стамените основи на народниот дух, зашто народот е колективен автор на мудроста. Народот е колективен автор на мудроста, но професорот Конески, кој што е со нас овде во студиото, е собирачот на таа колективна мудрост која што сите имаме како народ и она што минатите генерации го имале, ни го собира за ние сегашните да можеме да го дополниме сето тоа и да го оставиме за идните генерации, веројатно. Преубаво кажано.
преубаво кажано од ваша страна, впрочем затоа и чини целина овој однос што го имаме во студиово. Јас тука посебно го истакнувам и уште едно мислење, уште една оценка на еден млад автор, млад писател, таму негде при крајот, тоа е Весна Ацеска, која ме воодушеви со нејзиното искажување за книгата и тоа ракописно напишано и доставено до мене. Ќе го пронајдете потоа и натаму, што потврдува дека не само средната генерација, возрастната, туку и најмладите се љубители на ваков вид литература. Впрочем, како што го истакнавте и на почеток вие, а и професорот Цане Мојановски, во сегашната ера на компјутеризација, сосема подруго чувството е кога ќе ви шушкаат листовите, како што сега тоа го чините. Јас се уште сум од тие, што би рекле помладите генерации, закочените луѓе кои што се останати на мирис на хартија, на корица. Значи си сакам книгата да си заспиам со книгата на мене, вака со наочарите. Значи едноставно сум од тие генерации. Се уште не можам да читам книги во дигитална форма. Не сте вие од закочена генерација, не сте вие закочени. Не велам како што велат младите, тоа помладите од мене. Напротив, тоа се трајни вредности што остануваат за секогаш. Да, веројатно и тоа во прашање. Ако сакате вашите деца да бидат покрај вас додека стареете, линиите на комуникацијата со нив треба да бидат постојано отворени. Веќе почнавме со читањето, со истакнувањето. Исклучителен избор. Исклучителен избор за почеток. Замислете ако таа врска тоа што го зборувавме и сега. Токму така. Ако таа врска се прекинато е се. Вие само ќе самувате, ќе осамувате, ќе гледате во таван или во зидовите и ќе копнеете по некаква врска. Затоа да ги јакнеме врските со децата, да ги јакнеме врските со пријателите, да ги јакнеме врските со народот. Бидете секогаш меѓу нив, со нив, покрај нив, до нив, но на доволна оддалеченост за да не ги гушите. Така. По она што велат и што велите и младите, мене многу ме интересира дали сте изненадени можеби тоа што младите ја имаат прифатено книгата. Пријатно, не изненаден, туку пријатно воодушевен. Добро. Особено и во претходната емисија кога се јавува мноштво луѓе и во купувањето, како што кажа Горде, голем дел од нив се млади. Затоа што се сеќавам како сега една ваша гледачка кога рече јас сакам да ја купам книгата за мојот син, затоа што ценам дека ќе му биде патокас. Така, впрочем, и книгата се завршува, односно не се завршува оваа книга, забележувате, отворете его на крајот, туку велиме овде, книгата продолжува. Така, книгата продолжува, значи не завршува. Меѓутоа, последната мудрост е овде кажа дека сееме мудри мисли, жнееме постапки. Така е. Токму тоа е потврда на интересот кај голем број од гледачите, купувачите и корисниците на оваа книга. Понатаму, она што сакав да кажам е дека, впрочем, вие мислите и на младите, дека не сте човек кој што останува само на оние мисли што ги кажува, туку и оние мисли што може би ги кажувале и младите околу вас, бидејќи вие верувам дека собирате од околу вас практично го собирате сето тоа творешто и вели вака за оние кои што се премногу млади сакаат да влезат во брак, вели ако сте пред мажачка, сепак не мажете се за фраер со комплекси. Така ми падна во очи зборот фраер, бидејќи некако можеби вие неочекувано да јас се извинувам да не ме сватите погрешно, на човек кој што е веќе во години да го употребува зборот фраер. Тоа не се мои зборови, како што и многу те од нив. Затоа што оваа книга е создадена, како што вели професор Венко Андоновски, од улица, од случајни минувачи, од кафана, од гости, од престој, од автобус и така натаму. Но тоа докажува дека вие ги слушате и младите минувачи. Токму така како што беше кажано и во вашиот прилог. Тоа што го кажува оваа реченица, ќе ги чувствувате последиците пред или потоа. Впрочем, животот е читање. Дали пред или потоа? Ова сега што ќе го прочитам, ми се чини дека го читавме и во минатата емисија како афоризам и вреди да се прочита уште еднаш. Вели, битно е за човекот каде и кој го учел до 4-то деление, односно до 10 години. Исклучителна вредност, трајна вредност и неодминлива и ненадминлива. Затоа велам, мојата внука Ива и моите две ќерки ја има
го има тоа задоволство, да ги воспитуваат, да ги учат наставнички од прво до четврто одделение, односно до 10 години, кои му ставија траен белег во нивното натамошно образование. И во оваа прилика, јас уште еднаш им оддавам признание на нивните наставнички, на моите две ќерки и на мојата внука, што го чинат тоа за да изразнат, да се оформат во прави луѓе. Така е, јас на ова би се надоврзал, останато ми е во сеќавање, може би од прва година средно или пак од основно, веќе не ни паметам, знам дека ми остана во сеќавање од Njegошевиот венец, вели не е важно чија крв ти тече во вените, важно е чие мајчино млеко те задоило. Токму така. Тоа е истото со образованието што вие го спомнувате во реченицата, овде во кај корените, бидејќи сите сме нели обседнати со крвта и слично, важно е која мајка те задоила. Понатаму вели дека Бог да те чува од сиромаштијата и од простотијата. Кај сиромаштијата пак некако може човекот да обстојува. Да, меѓутоа простотијата е убиствена. Убиствена е, се согласувам. Ништо не би додал повеќе од тоа што го кажал народот. Да, се согласувам. Брзај полека, одлучувај мудро, извршувај смело. Тоа, прочем, го потврдуваш ти и со твојава емисија. Брз си во изборот на темите, мудро одлучуваш и не се каеш за тоа. Да, не се каам искрено. За ниједна емисија што сум ја направил, не Токму се каам. така. И кога многумина биле против, да речеме, одредени теми и тематики што сме ги правеле, па и многу гледачи, да речеме, јас сум останувал на тоа доследно дека дефинитивно темата заслужувала простор во медиумите. Таму има една реченица кај интуицијата. Јас посебно ја предпочитам токму интуицијата. Немој никогаш да се пишманиш за она што си почнал да го работиш. Оти потоа пак ќе се пишманиш зошто си се испишманил. Да. Затоа нека те води срцето и нека те води интуицијата. И следи го тој пат. Тој пат ќе ти го отвори и умот, и душата, и срцето. И ќе ја разбуди, прочем, среќата. Или она што сега многу често се користи, позитивно, 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 негативно. Во ова книга јас само 3-4 пати го потребувам зборот позитивно. Зошто? Заради тоа што позитивно, негативно, црно, бело, плюс, минус е карактеристика за електриката, за електрониката и математиката. Животот не е плюс и минус. Животот е се она што се случува меѓу плюс и минус, во плюс и минус и натаму од плюс и минус. Токму тоа во книгата и во животот се случува. Нема позитивно-негативно, има само ведрина и темнина. Какво е чувството на луѓето кога е ведро и сончево, а какво е чувството кога е темнина? Значи, позитивното е ведрина, негативното е темнина. Так. Прочем, и првата мисла кога се среќаваат луѓето меѓу себе, кога ќе ви дојдат пријателите, кога ќе се најдете, не велите, како е ведро, како си позитивен туку. И тоа ми е неизбришив трак, бидејќи ми датира уште од деновите на мојот дедо, а тој е виновен што децени наред јас сум ги собирал овие мудри мисли, кога велиме, не велиме ај да е позитивно, туку велиме ај да сме добра мисла, како што велиме ние од Прилепскиот крај. Да. Не велиме ај да сме добра мисла, туку ај да сме добра мисла и да не води мислата напред. Ете, тоа е тоа позитивното. Тоа е позитивното и самото велење во денешни устови кога веќе се забораваат ај да сме добра мисла, ги забораваме тие начини на поздравување, самото велење добар ден, вие автоматски придувате позитивно на нештата. Без да кажувате ај да сме позитивни. Со тоа што го кажувате веќе го правите позитивното. И уште ако имате придружно насмевка на сето тоа, ете таа е ведрината, ете тоа е насмевка, тоа е позитивно. Тоа впрочем ве краси вас овдека и впрочем така е и темата за животот. Така. Вештината на изразувањето не се состои само во разбирливоста, туку и во живописноста на предавањето. Очит пример за тоа си ти, Огне, и твојата емисија. Ова истово може да биде кажано сувопарно, истото. И луѓето ќе речат, па што, тоа сите го знаат. Ама ако тоа се каже сликовито, убаво, живописно и уште придружено со насмевка, ете тоа лепи. Тоа се лепи за душата, за умот, за срцето. Уште една поврзана со простотијата, некако тие вака први ми паѓаат во очи кога ќе погледнам, вели вода плитка да е ќе ја прегазиш, ама плиток ум не можеш. Колку вредно и колку мудро. Така е.
Затоа и старите велат, чувајте се од оние со плиток ум. Тие се најпострашни од оние со длабок ум. Токму така. Со нив може да се разберете. Так. Ама со овие не само што не можете да се разберете, и не можете да влезете во расправија, не можете да влезете во борба. За нив најдобар лек има една тука убава реченица, само држете на дистанца. Држете се понастрана од нив, а тоа е најголема казна за нив. Ако ги одмините, ако ги оставите понастрана. Тоа е најголемата казна и одговор за тие луѓе. Вообразениот болен е човек кој умира на рати. Тоа е карактеристично особено за денешни услови. Затоа што секој човек прво кој ќе дојде ќе ви кај лекарот му вели нешто сте депресивни, не сте така болен, не изгледате така, што е и вистина. Што е и вистина. Или народот наш, како што вели, не е човеков за на лекар, туку е за на бајачка. Да, се согласувам. И ова е последна пред рекламите, пред да ги пуштиме. Генијална може да биде само искреноста. Исклучително. Во денешни услови. Се што ќе се додаде на ова, само ќе ја разречи. Да. Не во денешни, за сите услови. За сите услови. Генијална може да биде само искреноста. Вие останете со оваа мисла, одиме со рекламите и се враќаме во студиото. Така, после рекламите се враќаме во студиото, во денешното издание на 24 за животот, разговараме со Атанас Конески, авторот на книгите Вдахновенија. Велам книгите затоа што во ова денешно издание на емисијата разговараме за, прочем, третото дополнето издание на оваа книга. Второто имавме можност да го промовираме токму во оваа емисија и веќе за третото имаме уште поексклучителна можност, бидејќи се уште е во печат самата книга, а ние имаме ексклузивно овде во студиото да ви ја промовираме вам гледачите и при тоа во текот на оваа емисија се разбира и во овој дел каде што може и да ни се јавувате и вие на 0260 91 924 и 0260 91 925 да не контактирате и да добиете една од книгите на професорот Атанас Конески. Затоа бидете покрај телефоните, бидете покрај малите екрани, јавете ни се и доколку и не останеме веќе со книги, да ни се јавите само за да споделите нешто што сакате со нас и ако имате некоја народна мудрост, што ние ќе си ја запишеме, па ќе се најде во следното издание на Вдахновенијата. Така. Се извинувам. Овој дел кој што сакав да го започнам во вториот дел на емисијата, вели книгата Вдахновенија од Атанас Конески со своите две изданија предизвика голем интерес кај читателите и беше представена во повеќе печатени електронски медиуми. Затоа овде, како посебен дел насловен Рекоа и не одрекоа за Вдахновенија, ви презентираме некои од мислењата и оценките како факти за широкиот одзив и толкување на содржината на книгата, кои од различни гледишта го анализираат ова ковчеже на мудрости. Јас пак ќе речам, јас го нареков ковчеже на тајни, затоа што сметам дека мудроста во денешни услови е тајна, а тоа не треба да е така, затоа е тука Атанас Конески за да ни ја открива и да не стане јавна. Она што личноста што ја спомна во првиот дел професорот Конески, Весна Ацевска, не е Весна, но бидејќи е пролет, бидејќи сите сме врзани нешто околу тоа, ние си ја прекрстивме и се извинуваме на Стефанија Ацевска, млада писателка и студентка од Скопје, која вели во книгата за Вдахновенија го вели следното. Атанас безрезервно наситен и подари компас за сегашноста и иднината. Никогаш со овој компас нема да се изгубите колку и да сте залутале. Тука, во ова ковчеже, имате се што ви е потребно. За сите генерации, за сите моменти и за сите времиња. Понатаму во делот на Наум Попески, поетот за деца, вели: почитуван читателу, ти во твоите раце ја имаш оваа вредна книга насловена Вдахновенија, подготвена од драгиот пријател Атанас Конески. Меѓу кориците на ова ковчеже на мудрости, како што стои во поднасловот на добри мисли и поуки, застапени се универзални вредности на човекот кои го држат на вистинскиот колосек. Книгите од ваков вид во нашево совремие се повеќе потребни, особено за младите, оно што го зборуваме ние цело време во емисијата. Тоа го докажува интересот за оваа книга која еве набрзо доживеа ново трето издание. Сега морам да прочитам од колешката Галена, значи што има напишано, ако дозволите, професоре Конески. Како да не. Значи, колешката Галена за оваа книга вели вака.
Вдахновенија на Атанас Конески ги прочитав одамна. Тоа одамна се мисли на минатата година кога ја промовиравме книгата. При повторното читање не само што се потсетив на мудростите искажани во делото, туку и на чувството и мислите што ми навираа читајки ги, затоа што ништо толку не го раѓа, но и погребува човека колку зборот. Имав можност да прочитам 100 афоризми, не дека ги немав слушнато претходно, но како и се друго што е споредно во динамиката на секојдневието сум ги заборавила. А јас како и поголем дел од луѓето се радувам кога наготово ќе наидам на нешто мудро спакувано, подредено, добро срочено и единствено што треба да направам е да уживам во него. Па затоа му благодарам на господинот Конески, што ми овозможи тој луксус, своите и тугите мудрости, тој ги собрал и благодарение на неговата дарба за пишување ги подредил едноставно азбучно. Тоа е азбука на јазикот на мудроста. Како што вели и самиот автор, занаете со помошта на зборот да умееш да кроиш, да сечеш, да шиеш. Ете, така почнав и да се бунам од читање. Професорот од Филолошкиот факултет Живко Цветковски вели: сигурен сум дека колегата Конески ќе продолжи со својата благородна мисија и дека ќе не израдува со уште некое ново проширено издание на мудроносното ковчеже. Сигурен сум. И јас имаме гледач на линија кој ни се јавува. Ало. Добар ден. Здраво, Македонија. Господине Кавраков, одамна не сме се слушнале. Центар за развој на јавното мислење. Повелете. Не може човек да биде индиферентен, гледајќи оваа емисија за животот и гледајќи го магнетот на 21. век. Значи, интерес на сите генерации не може да се доживее денеска. Значи, јас доживувам во моментот такво нешто. Зошто сега? Аналитички, ја ќе се обратам многу кратко. Добро. Што е тоа? Што ова е магнет, ова е магија. Ова е спој на тоа што го траже денесниот човек, без разлика на генерациите. Го тражи оригиналот, го тражи природното, го тражи на крајот човечкото. Тоа народот наш го тражи, а не ги тражи политичарите, перверзните профитери, овие експерти, мексперти. Значи, траже оригинал. Најважното од се е, еве изборите покажаа дека народот македонски знае што е оригинал, знае што е уникат. И затоа ковчежето на мудроста, вдахновението, сите овие книги ќе бидат читани и купувани. И ние од центарот ќе ги земеме и ќе ги поделиме на нашите членови. Благодарам пријатно. Ви благодариме, господине Кавраков. Поздрав до вас. Ви благодариме за јавањето. Поздрав до Штип. Молим те, Огне. Господинот Кавраков, видливо дека е ваш гледач, веќе си обезбеди место во оваа книга со една и единствена реченица. Дека мудроста и мудростните мисли во оваа книга се магија, се магнет за народот, за слушателите, за гледачите, за читателите. Посебно му благодарам и тој веќе влегува во 4-то издание на оваа книга. Секоја му чест. Така. Имаме следен гледач на линија, повелете. Дали се слушаме? Дали имаме гледач или гледачка на линија? Добар ден, ало. Да, добар ден. Добар ден. Повелете. Вие поздравувам емисијава, ма секогаш ве гледам, ви кажувам, јас сум една прилепчанка, често сум се јавувала. Така. И го поздравувам професорот Конески. Сите три изданија еве и со овој го следам, значи секоја му чест и на возраста и на умешноста и точно како претходните што која сите јавувачи дека тој е навистина ковчеже на тајни се неговите издадени книги. Так. Многу ме радува што имаме вакви луѓе, а вие секогаш ги каните во емисиите. И тогаш ви реков, сега ми се потврдува дека имате сензибилен глас, што го потврди дека многу значи како е пренесено. Така. Ве поздравувам и вас. Ви благодарам. Да. За книга, да, професоре? Може. Така, имате ли некој во Скопје? Имам во Скопје. Може и нивното име да го дадам. Да, слободно. Значи нивното име дајте го. Нивното име сега кај вас да го дадам. Кажете го слободно сега. Марија Петровска. Марија Петровска? Име на
Горица Дамевска од Прилеп. Така, Горица Дамевска, добро, Марија Петровска. Марија Петровска. Че ви се представи, че ви носи. Нема проблем. Значи, книгите, да, ви благодариме за јавувањето, поздрав до Прилеп. Че дојди во вашето студио да дојди. Ќе кажам сега, само да затвориме, да може да вклучиме други гледачи, ќе објаснам за гледачите каде ќе можат книгите да се земат. Така. Ви благодариме, поздрав до Прилеп, за да не доаѓате далеку, бидејќи не сме баш и близко. Мислам, не сме ни далеку од Скопје, но не сме ни близко. Да не ги малтретираме, се договоривме со професорот Конески, кај е еден од неговите спонзори на книгата, да може да си ги подигнете книгите кои што ќе ги доделиме. Тоа е туристичката агенција Voyager, која се наоѓа близу бутикот за венчаници Queen или во самиот центар на градот, во близина на шпанската, норвешката, шведската амбасада, тука се сите заедно, каде што се реновирани сега пешачките делови на центарот на градот. Дали имаме следен гледач на линија? Да, имаме. Повелете, кој ни се јавува? Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам во врска со емисијата. Така, повелете. Навистина издржана емисија во секој поглед. Ви благодариме. Нешто може да ви се одземе. Меѓутоа, мудроста, мислата, коренот на народот никогаш не може да се одземе. Точно тука се корените на нашиот народ. Така. Ви благодариме. Навистина прекрасна емисија, секоја чест. Ви благодариме. Возрастна сум и би сакала во прва прилика да ја прочитам книгата. Значи, кажете ми само име и презиме. Лилјана Дурлевич. Лилјана? Дурлевич. Лилјана Дурлевич, колешката Галена веќе сигурно ве има запишано. Ќе повторам кон крајот на емисијата, повторно од каде може да си ги земете книгите, само што кажав пред малку, доколку не ме слушнавте, ќе повторам кон крајот. Огне, професоре, јас сум импресиониран како и минатата емисија, минатата презентација ова, што се јавуваат луѓе од сите краишта, од сите возрасти и од двата пола. И ова господја веќе влегува во четвртото издание со незината мисла дека се може да му се одземи на човека, ама мудроста не може. Не може. Тоа е незината реченица со која ќе влези во четвртото издание. Тоа впрочем го говори имајте кај тука сте кај и професорот Југослав Стефановски и асистентката неговата ќерка во врска со оваа книга. Посебно истакнувам заради тоа што мноштво се луѓе што се изјасниле на страна 195-та, што се изјасниле за оваа книга од сите професии, од сите возрасти, од сите средини и од сите социјални категории. Така да. Еве, професорот доктор Југослав, ќе почека само гледач од гледачката што не е на линија. Професорот доктор Југослав Стефановски, Марина Кацарска, заедно со Марина Кацарска, асистентка на доктор на орален хирург на стоматолошкиот факултет Скопје, вели, тие сите интегрално, асоцијативно и вредносно на наше лично, а се надеваме и на општо задоволство и радост во најдобра смисла на зборот, го оправдуваат изборот на насловот вдахновенија. Исто така како што се радуваме и кога ќе го слушнеме гласното плачење на новороденчето и неговото прво вдахновување. Браво. Дали имаме гледач на линија? Дали имаме следен гледач на линија? Бидејќи имаме две линии, веќе не можам да се снајдам со две линии, бев научен на една порано. Мислам дека немаме. Јас имам само да прочитам од професорот доктор Венко Андоновски, кој што вели за книгата вака. На крајот, само крајниот дел ќе го прочитам, иако има доста опширна рецензија. Благодарност за мудроста со која ни ги подаруваш овие мудрости, Атанасе. Оти мудар не е оној кој знае мудрости, туку оној кој мудро се однесува кон нив, ги споделува со другите, за да не остане сам и тажен со своето знаење. Токму тоа го прави професорот Конески. Кој ни се јавува, повелете? Добар ден. Добар ден. Би сакала да ве поздравам, поздрав до гостинот. Ги сакам книгите, ги читам и би сакала една книга негова да имам со тие мудрости. Така. Кажете ни само име и презиме. Аленка Јовановска. Да, само малку погласно држијата ќе замолам. Аленка Јовановска од Скопје. Ленка Јовановска? Од Скопје, да. Од Скопје. Да. Ленка Јовановска од Скопје. Добро, ви благодариме за јавувањето. Тоа е веќе третото
јавување. Тоа е третата книга. Професоре, 5 се договоривме во ова издание на емисијата, така? Вие колку ќе кажете огне, затоа што нема забрана за вашиве гледачи. Впрочем, тоа е мудроста што тече. И секое течение, секоја река, ако се обидете да ја запрете, таа ќе најде пак пат, ќе отиде таму кај што сака. Затоа нема запирање. Да, имавте и напишано, ми се чини, ако добро запамтив, само фотографски, како што ја видов, водата брзо истекува, нешто во тој стил беше. Вели таму една од речениците: немојте да им верувате на луѓе што молчат или на води што не бучат. Затоа што тие не се знае кога водата ќе скине и каде ќе отиде да си направи корита. Тоа е она старата, најстарата мудрост што вели тивка вода брег рони. Така е, Огне. Така е. Кој ни се јавува, повелете? Добар ден, поздрав до емисијата, добро утро. Добро утро, поздрав и до вас. Гостинот, прекрасна емисија, стално ве следам. Ви го земавте зборот, точно, тиха река брег рони. Тоа е многу добро искажана. Така. Мудрост. Одлично, супер, значи исто размислуваме, тука сме некаде на Бранова должина. Така, да, па стално ве гледам, мора да сме. Па како? Нормално. Баш ми е мило поради тоа, кажете ми само име и презиме. Ана Ивановска. Ана Ивановска, така? Да. Така, од Скопје? Да, од Скопје. Добро. Друго нешто да додадете или тоа би било се? Па, има многу мудрости и го слушав. Но точно многу одушевена и баш би сакала да ја прочитам книгата ако има можност. Да, па затоа и ве прашав за името и презимето, ќе си добиете една книга. А каде може да се подише? Ќе кажам кон крајот на емисијата, останете, да. Ќе кажете, се извинувам. Да, не е проблем. Хајде, пријатно, убав ден. Инаку, Огне, книгата веќе од денеска е во продажба на сајмот. Варно што спомнавте, јас ќе заборавев да ве прашам тоа, добро. На сајмот на книгата и во Централната книжарница на градовна култура на плоштадот во Скопје, каде што ќе бидат навистина прифатени од прекрасните луѓе во оваа книжарница, Впрочем, имавме можност да видиме. Господјата Лиде. Впрочем, вие тоа го видовте и од вашиот прилог. Значи, ќе може да се купи во книжарниците на култура на плоштадот Македонија и на саемот, така? На штандот на култура? На штандот на култура. Одлично. Значи, кој што ќе оди да го посети саемот, ќе може да ја најде вдахновение третото дополнето издание и кој што сака може да си поиде и во книжарниците на култура. Ние веќе имаме гледачка линија, кој ни се јавува, повелете. Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Снежана од Прилеп се јавува. Повелете, Снежана. Ја слушам емисијата и баш се воодушевувам од овие реченици што ги кажувате на мудроста. Затоа и ги споделуваме. Да. И ако има уште книга да споделите со мене? Има, да. Имате ли некој во Скопје што ќе може да ја земе? Да, може, Конеска Валентина. Валентина Конеска. Да. Така, со презимето тука се најдовме, професоре. Да. Така, добро, Валентина Конеска, ќе објаснам кон крајот на емисијата каде ќе може да се подигне. Добро, ви благодарам. Поздрав до Прилеп, ви благодариме. Една мисла вели, да ја докажуваш мудроста е како да докажуваш дека сонцето свети. Колку е јако. Обидете се да ја дотерувате, да изменувате ова реченица. Не е можно. Зашто? Мудроста е трајна. Како прочем и светлината на сонцето. Сега, поврзано со вашата книга. Духовно се воздигнува човекот кога е вдахновен. Така е. А вие нудите вдахновенија. Тоа е насловот на книгата што особено ги заинтригира сите читатели, сите гледачи во вашава телевизија и пошироко, затоа што вредна е онаа книга која не се чита само еднаш. Оваа книга не се чита само еднаш, вие и да сакате да ја оставите не ќе можете. Ќе се навраќате, ќе ја имате пред себе, покрај себе, до себе. Впрочем, така говори и сопругата на мојот почитуван професор Владимир Костов, која вели: јас, иако писателот Владимир Костов е еден од најпродуктивните писатели кај нас, јас вели, твојата книга ја имам секогаш при себе и крај себе. Таа е патокас, таа е компас, таа е прозорец. Така. Едно е човек да не знае, друго е да не разбира. Исклучително јако. Човек може да не знае и му се простува, ама да не разбира, тоа е трогателно. Жените кога сакаат, не знаат да го скријат тоа, а машките кога знаат дека некој ги сака, уживаат да глумат рамнодушност. Нели е така, Огне? Ти си да се најаме многу брзо или многу подоцна пред женење, кажи дека е така или не е така. Така е.
Кога знаат дека некој ги сака, уживаат да се рамнодушни. Така е. Дека ништо не ги тангира, не ги допира. Ете, твојот пример е потврда на оваа реченица. Добро. Ништо не додавам. Данес случајно имаме гледач што не чека на линија. Немаме, добро. Одиме понатаму, имаме ние уште 5 минути, па не 5, 3-4 минути да се дружиме со вас. Го зиркам, часовникот ми е малку таму вдесно. Добро. За да се расцвета, на жената е потребен маж кој се восхитува. Како што на цвеќето му е потребно сонце. Колку вистина. Замислете жена која ќе излезе насмеана од дома, која ќе се враќа со желба, со насмевка дома, како изгледа и жена која излегува намуртена или кога влегува намуртена. Затоа не е виновна таа, виновен е мажот. Тоа е како и сонцето што треба да придонесе да се расцвета како цвеќето. Зборовите утре, после, чекај се измислени за неодлучните. Исклучително вредно. Затоа што то се зборови кои точно ги карактеризираат неодлучните. И треба да им помогнете да ги избришат овие зборови од нивната глава, од нивното комуницирање, за да ги охрабрите. Ова е многу важно во денешно време, бидејќи повеќе се среќавам со млади луѓе кои што страдаат, да речеме, од вакви моменти. Вели, знае да живее оној што од мигот среќа прави вечност, а не знае да живее оној што прави вечност од мигот несреќа. Така е, во прилеп вие велите. Чувај се од човек кој цело време само ти кемка. Да. Напротив, биди задоволен од се и од малку особено. Знаењето без разум е двојна лудост. Колку убаво. Звонливата насмевка ја топи намуртеноста. Готово, Огне, тоа е потврда во твојот лик и во твоето комуницирање со гледачите. Не треба да бараме друг. Благодарам. Ке поцрвенам уште малку. Индивидуалноста се уништува преку уништување на напредувачкиот дух. Ете, тоа е што го говорам на моите ќерки, на мојата пнука и на сите. Не го кочете напредувањето, не го кочете ентузијазмот, затоа што тоа ја уништува индивидуалност. И за крај оваа ќе ја прочитам само, бидејќи професор Конески, верували или не, ни истекоа 60 минути со вас. Јас реков до 12 часот да не остават, ние ќе си разговараме сигурно. Вели вака, интуицијата е нашиот непогрешлив водич, односно водач. Тивкиот глас кој ни вели ми текнува. Затоа, впрочем, јас си давам предност на интуицијата над се друго. Нека ве води таа, ќе ве одведи на прав пат. Професоре Конески, јас ви се заблагодарувам за гостувањето, што ни ја дадовте таа ексклузивна можност да бидете наш гостин и кога се уште имаме врака, дури ни вашите ќерки немаат издание се уште од ова, туку го имаме ние во емисијата за да го презентираме и ви благодарам за таа можност и се надевам дека ќе ни известувате како луѓето ја примиле оваа книга. Ова трето дополнето издание. Тоа ќе го имате како ексклузивна можност и се надевам дека од тоа нема да избегате ни вие, ни јас. Впрочем, вие тоа ќе го кажете сега. Уште еднаш предпоставувам, а јас упатувам искрена благодарност кон сите што се јавија и тие што не успеаат да се вклучат, но ќе имаат можност во текот на оваа недела, се разбира и натаму додека се исцрпи ова издание, да емиат оваа книга во книжарницата на култура на плоштадот во Скопје. Така. Ви благодариме. И јас особено вам и на вашиот тим. Почитувани гледачи, по однос на оние кои што добија од книгите вдахновенија на професорот Атанас Конески, ќе може да се ги потигнете во туристичката агенција Voyager, која што се наоѓа близу салонот за венчаници Queen, односно во центарот на градот, каде што се и шпанската амбасада ке пешачките, новите направени пешачки премини. Ке најдете, не е тоа никаков проблем. Во секој случај, она што ми останува е да ви се заблагодарам за јавувањата, за вниманието кое што ни го посветивте, веќе пребивме многу во терминот и дефинитивно да ви кажам да ви посакам да имате убав ден и останете вдахновени и ве поздравувам со мислата која вели јазикот на мудриот е во срцето. Затоа бидете со чисто и со отворено срце, така ќе бидете и помудри. Ви благодарам за вниманието, пријатно.